Председателот на САД, Доналд Трамп, во интервју за Њујорк Пост изјави дека телефонски разговарал со рускиот председател Владимир Путин за завршување на војната во Украина. Трамп, запрашан колку пати разговарал со Путин, истакна дека е подобро да не кажува. Тој Путин сака луѓето да престанат да гинат, посочи Трамп. Трамп за Њујорк Пост истакна дека отсекогаш имал добри односи со Путин и дека има конкретен план за ставање крај на војната, но не откри повеќе детали. Се надевам дека ќе биде брзо. Луѓето умираат секој ден. Оваа војна е толку лоша за Украина. Сакам да заврши оваа работа, истакна американскиот председател. Повеќе од 1100 луѓе годишно во Велика Британија го развиваат најчестиот тип на рак на белите дробови, аденокарцином, како резултат на загадениот воздух, пишува Guardian. Анализата на Светската здравствена организација покажа дека изложеноста на загаден воздух е причината зошто 515 мажи и 590 жени во Велика Британија развиле аденокарцином во 2022 година. Стапката на овој тип на рак предизвикан од аерозагадувањето е повисока во Велика Британија отколку во САД и Канада, а 4 пати поголема отколку во Финска, која има најниска стапка на аденокарцином во Северна Европа, покажува анализата. Тейлор Свифт гледаше од трибините како Канзас Сити Чифс, тимот на нејзиното момче Тревис Келси, беше тешко поразен од Филаделфија Иглс на Супербоулот во Њу Орлеанс. Канзас го играше своето петто финале на НФЛ сезоната во последните 6 години, но не успеа да ја освои третата титула поред откако изгуби со 40-22. За разлика од лани, кога гласно беше поздравена од публиката во Лас Вегас, поп звездата овој пат најде на сосема поинаков прием и беше исвиркана кога ја прикажаа на големиот екран. Том Круз изјавил дека додека ги снимал авионските акробации за филмот Mission Impossible Fallout, неколку пати изгубил свест поради недостаток на кислород. Кога ја пробивате главата низ авион кој оди со 120 до 130 милји на час, не добивате кислород, рече Круз во интервју за Empire. Па морав да научам како да дишам. Имаше моменти кога физички губев свест, не можев да се вратам во пилотската кабина. Во акцијската серија Невозможна мисија, го гледавме Круз како се качува на Бурдж Калифа, скока од карпа на мотор и се држи за покривот на воз во движење. Режисерот Кристофер Мекквари откри дека акробациите стануваат уште полуди во најновиот дел од серијалот, а во еден момент за малку ќе поврател од стрес.